Добро утро. Прв пат се снимам вака, веднаш кога ќе отворам очи, едва изборам. Не знам како дојав на идеја да почнам да ви се снимам, затоа што мислам дека треба лека по лека да се враќам на YouTube и почесто да објавувам дели или викли влогови. Денеска е сабота, 10 април. Вечер ќе ме има на телевизор. И одлучив да ви го снимам денешниот ден и да ви покажам како ја тоа се подготвувам за гледање, со кого гледам, како реагирам, што се случува и така натаму, и така натаму. Пошто не гледам на очи, ќе станам да си измијам, да направам кафе, доручек и ќе ви се прејавам за нешто да се дешава. Добро утро уште еднаш и се гледаме за брзо. Јас сега сватив дека нема време ни кафе да испијам, моментално е 9:27, за буквално 18 минути од сега треба да бидам кај Ивона, а јас само што се облеков, само што направив кафе. Го пијам у кујна затоа што земав да си направам некаква овесна каша, да не останам гладен. Ке ми изгори све. Morning! Како смо? Положи. Бе, не ни кажав дека полагаш, али еве сега све ќе им кажам. Ици прави за доручек овесну кашу ли правиш? Не. Епа? Омлет. Омлет. Спанаќ вајда и житарки. Житарки. Овесни снегулки. Ја дојдов кај Ивона, by the way. Моментално на кај 10 и кусур. Дојдов уште пред 10, затоа што требаше нешто да ја помогнам. Ивона полагаше, положи, ви се похвали, не знам што ви снимав, што не ви снимав. Се седнавме да испиеме каф, па ќе доручкуваме. Јас си носам нека овесна каша. Сите сме на некакви режими. Ивона прави некаков омлет со спанаќ, со све. Така што само да ви упатам дека сум овде, да не се чудите од кај ви се снимам, пошто ви се снимав у кревет, па како правам кафе кој не го испив, па дојав овде, еве сега пијам кафе. Тоа е тоа, денот е убав денес нешто. Има сонце, чисти облаци, вајда нема да врне. Нема на клисуру. Какву црну клисуру? Па на овој близам. Тоа е тоа, ќе ви се пријавам покасно, кога нешто ќе се дешава, след само да ви упатам дека сум овде, па после кога ќе бидам некаде другаде, па ќе ви се јавам. Е така. Ајде. Сам да ви ја снимам и мојата каша, која моментално изгледа одвратно затоа што овие се одмрзнале, плюс ова кикирики путерот изгледа како што изгледа. Али е вкусно секој случај. Океј, ај вака да ви се пријавам додека сум у кола и можам да зборам, затоа што реално малку ми е непријатно да ви се снимам додека одам по улица или во оној момент кога ќе влезам некаде у некој маркет и слично. Тргнав да пазарам нешто, да купам пиење за вечер. Не знам дали уопште ви напоменав дека вечер ќе се собираме кај мене, односно заедно со Силјан и Ивона ќе гледаме Звездите на Гранд. Вечерва ќе се емитува мојот последен настап во тоа шоу и некако секогаш кога ме даваат на телевизија имам ритуал да си ги соберам така блиските луѓи заедно сите да гледаме, да реагираме, да коментираме и без разлика на тоа што воведоа полициски час, за разлика од минатиот пат, сепак одлучивме да се присобереме во помал број за жал, меѓутоа ќе се присобереме и ќе гледаме заедно, ќе дремеме до 5 саба или ќе чекаме да заврши полицискиот, како и да е. Првичната идеја беше да ни се приклучат и Марко, Благица и Стефан, но од оправдани причини тоа нема да се случи. Ние со Благица сме у иста емисија, тоа веќе сте имале можност да го погледнете и констатирате, меѓутоа за жал не сме во можност да гледаме сите заедно, од причина брадава ми штрчи, одвратно. Од причина што ете воведоа некои нови мерки, не е изводливо да се собереме повеќе од четворица плюс полициски час, дремење до 5 сабајле, безбедност и така натаму. Така што ќе гледаме само јас, Силјан и Ивона, останативе сите ќе не гледат по дома, се надевам. И тоа е тоа, ќе тркнам до некој маркет да купам некој винце, джин, немам појма, и ќе се јавам у некој ресторан или кафиќ, не знам како се работат, како функционираат, да нарачам некоја топла даска за вечер. И ете, ќе ви го снимам целиот тој процес и целата таа фешта која секогаш ќе организирам кога ми има на телевизија, кога ги емитуваат моите настапи. Ова е прв пат онака да се одлучам да ви го снимам тој ден, таа сабота, меѓутоа секогаш е вака.
завршив со пазарење и мене буквално и официјално треба ми се забрани излез од дома затоа што се и на тераса да излезам, ја ќе најдам на што пари да потрошам. Јас сум жртва на секој можен маркетинг и све ми треба, а ништо не ми треба. Ми треба нешто што ќе можам да носам храна. Имам две такви пластични, меѓутоа ми треба нешто поголемо, у кој што ќе можам да носам салати и такви некои комбинации. Така што ќе тркнам се или до Базаро или до Алфи, мислам дека таму можам да најдам нешто такво. И тоа е тоа. И ќе се приберам да оставам ствари, све што купив за да не се поквари, не знам. 1 hour later. Другари, само да ви јавам дека бев до дома и еве па излегов, дојав до градски парк, малце да поседиме на сонце и оставив колава да ми се пере. Ми кажа да се вратам за до саат време. Така што ето, тоа е тоа. Генерално немам што повеќе да ви кажам, ќе поуживам малце додека е убаво времето и ќе ви се јавам најверојатно од дома, затоа што не планирам да правам ништо после ова. Се земам колава и ќе си идам, ќе идам дома малце да подсредам и нарачав даско меѓу време, така што ќе треба да излезам на кај 7 да ја земам и од 8 веќе почна полицискиот, на кај 8:30 почнуваат овие звездите на гранти, ете све некако сум си наредил, се надевам дека све ќе се одбива по план и протокол и сега се одјавам. Чао. 3 hours later. Okay. Другари, штото го завршив со чистење на собата, препотен сум. Моментално е на кај 6 и кусур, ја у 7 треба да ја земам даската, топлата даска што ја нарачав од јар, така што мора да побрзам да се истуширам, да се пресобличам и да отидам да ја земам додека не затвори локалот, затоа што знаете дека до 8 почнува полициски, сите мора да се приберат. Како и да, Ивона и Силјан ќе дојдат до 8 кај мене и у тој момент вали да ќе ви се јавам, затоа што до тогаш би требало све некако да сервирам, да направам атмосферата. И другари, само да ви покажам како на крај све успеав да сервирам. Ова ми е као откритие на годината и пресреќен сум затоа што ова ни е прва. Да, иначе ми пристигна Ивона. Не ја видовте и са бајло влогот. И Силјан, кој го гледавте у минатиот влог од Белград. А ова е новиот бокал, на кој што многу се радувам. Овде, вака, се става чашата. Ај сики стисни. Да видите само како е. Сики да праша кој си го купил, така да одговори на време. Не знам, како се вика, ако сте од Кумано. Добро, Сики! Океј. Да. Сипавме винце, чекаме да почнат звездите на Грант. Океј, нешто овде врти. Ивона за промена пие джин со еден сок, не го рекламираме. Идеме да пиеме. Ај, cheers. Cheers. За моје испаѓање. Ајде, чао. Другари, само да ви јавам дека емисијата почнува. Сања моментално ги чита спонзорите. Во очекување сме, да, заврши. Во очекување сме на мојот настап. Меѓутоа, ја на снимање снимав као 7-ми дуел, а мислам и убеден сум дека у монтажа тоа ќе биде сменето, така што можно е да бидам и 2, 3, 4, не знам. У секој случај ќе ви снимам у оној момент кога ќе почне мојот настап. Мака. Почна мојот настап што почна на Канал 5, тачно у 9 пуштија вест. И моментално почна она форшпил, влез, како се вика, у песната Ми, што е пеев именно, и почна вести у 9. И се, што правите ми? Реално, кога снимавме, Благица беше у 3 дуел, ја бев у 7-ми, меѓутоа е сменило монтажа, а мислам дека предходно кога ви се ја ви кажам дека осеќам дека сменило монтажа, така што е. После вести сум ја кажа 6 мина приведени, 200 килограми марихуана за прената во акцијата на МВР. А вај што га чита, овој баш изгледа како да ги земала тие 200 грамове. С тие шишке. Во април треба да пристигнат и останатите 76.000 дози на AstraZeneca преку Ковакс системот. А sada Marija Rangelovski i s time Jelena Karleuša, pesma Mi, Tina Mernik. Ponekad jutro miro miriše, budim se, ustaje i ne ustaje. Na sve sam rad, prepun je dan. Nismo vina što se popiti ne smije, nismo tajna što se otkriti ne smije, nismo pjesma što se pjevati ne treba, ako se duša koleba. Kralj kokaina. Nikad se nije imao kao ja, i snaga, a i ponos mu je utoka. Rodit ćeš mi sina,
Ti si fantastičan, ja sam ponosna na tebe. I Mira zna da si ti moj omiljeni kandidat. I ona njegov pokloni i taj grudnjak. Marija, jasno se zaučili zamenimo. Samo nekako pantalone, ajde. 15 minutes later. Ritual mi je sekoš ko gledam Zvezdite na Grand, prvo gi gledam na Kanal 5 pa na Prva. Prva je u HD, tako što ideme uštedno, šrepete. Idemo Mario, ajmo Mario, samo jako. Ajmo Mario. Tako je Karle. Au. Dobro, ajde, tiši. Evo. Nisam rekla ko smo mi. Ova mi je omilen kadar kao, gle, Eurovizija. Bravo, Marija! Tako je Karle, kaži mu. Rodit ćeš mu sina, kralja kokaina. Ti rodit ćeš mu decu belu kao sneg. O mama. Kaj sice? Everice! Opa! Mene ova mi je hit, ja ne znam da ova se snima kao. Ovo u stvari ne treba da ide na televizija. Generalno. Ovo je hit. Ako me sledite na Instagram, poznata vi je fotografijata nastanata u ovoj momentu. 1 hour later. Blagica Zuzurovska. I evo je konačno Blagica. Blagica nam dolazi iz Skoplja. One hour later. Mojete reakcije ovde se sve. A ja ovde sam kao 9, okej? Preznojuvanje time. Još jednom kandidatu. Hit! Okay, it's down for me. Другари, моментално е 4 кусур, само што го испратив Месилијан, си отида на црна. Па у комши сме што? Еве јаица остана, чекаме да биде 5. Ке биде кај да е, 4, 10, 20, колко е. Гледаме Дино Мерлин, која се сликал за кавер за ова албум од средином, како се вика. Нему си сечени ноктите на рацете. И тоа се гледа, човече. Така што, ете, тоа е констатација на вечерта. Моето OCD ке скрене начисто. Дали уште некој од вас има проблем со OCD, затоа што јас сум онака 100 на 100. Некој е галама или надвор, не? А, не, иде музика, добре. И тоа, сакав да ви сјавам само. Следете го активно мојот Instagram профил за да ми поставувате прашања поврзани со Звездите на Гранд за тоа storytime видео кое што ви го ветив, у кое што ќе одговорам искрено на сите ваши најпоставувани прашања у текот на целата сезона што ми ги поставувавте. Ајде се слушаме се бај. The next day. Епа, другари, здраво од мене, мислам дека е вистинско време некако да го одјавам влогот што вчера го стартував. Искрено се надам дека ви се допадне и дека некако успеав да ви ја доловам атмосферата која владее во мојот живот кога ете се емитуваат Звездите на Гранд, односно емисиите кои што јас настапувам. Никош претходно не се нафатив да ги снимам тие саботи, меѓутоа со оглед на тоа дека ова беше последната емисија у која што ќе ме има, мислам дека заслужувате да ви го покажам и тој дел од мојот живот. Моментално е на кај 6 кусур, за нешто помалку од 2 часа ќе почне полицискиот. Ја денеска баш касно станав затоа што заглавивме вчера, односно са бајле до на кај 5 кусур. Ја испратив Ивона, чекавме да заврши полицискиот, ја испратив Ивона, подсредив, легнав и денеска станав на кај 3 попладне. Така што дојдов некако при себе, уште сум мамурен, уште сум, грлото ми е катастрофа. Меѓутоа се чувствувам окей, онака ги читам цел ден вашите пораки, коментари и пресреќен сум, без разлика на тоа што испаднав, се стекнав со едно фантастично искуство и многу ми е драго што од една страна и све ова заврши и просто можам да почнам од почеток, односно можам да почнам со градење на таа моја музичка кариера. У најскоро време ве очекува кавер со Собони на песната 30 февруар, а за нешто повеќе од еден месец би требало да излези мојата прва авторска песна на српски јазик, така што активно следете ги моите социјални мрежи, почнав да јадам букви, активно следете ги моите социјални мрежи и бидете во тек со сите случувања. Ја овој момент ве поздравам и ви благодарам што гледавте и овој влог. Лайк, шер, сабскрајб, а ние се гледаме во многу нови следни видеа. Чао!